Почитувани гледачи, добар ден. И јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за рак на кожа. Не само за меланомот, кој што е најопасен рак на кожа, туку и останатите видови кои што се третираат прво кај дерматолозите, па на клиниката за пластична хирургија, потоа и на онкологија. Колку видови има, што кога ќе се постави дијагнозата рак на кожа? Кои се оние можности кои што ги има на располагање пациентот? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е научен соработник доктор Бисера Николовска, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија. Доктор Николовска, добре дојдовте во Добар ден, ви благодарам за поканата. Еве за почеток, бидејќи ние во емисијата веќе зборувавме и со дерматолози, ме ќе во предвид дека мај нели е месец за подигнување на свесноста во борбата против меланомот. Секојдневно ви се праќаат пациенти со промени на кожата, суспектни на рак на кожа. Дали тоа значи дека секој ден оперирате пациенти кои што можеби имаат рак на кожа? Ракот на кожа е најчестиот тип на рак кој што го оперираме ние и за жал секојдневно имаме такви случаи кои што ни ги препраќаат од клиниката за дерматовенерологија кај нас за оперативен третман на рак на кожа. Сега, има повеќе типови на рак на кожа, најчести се базоцелуарниот и сквамоцелуарниот карцином, кои што кога се малечки, третманот завршува само со оперативно отстранување, додека ако се големи во подмината фаза, третманот продолжува понатака со одредени исследувања и ако е потребно и дополнителни операции. Дали може, доктор Николовска, доколку не е во подмината фаза неоперабилен, прво да бидат препратени на клиниката за онкологија, па доколку потоа постои можност да се повторно вратат за хируршки третман? Секако, кога поставуваме дијагноза кај еден пациент, за да се постави иноперабилно, значи да се постави таа дијагноза дека е иноперабилен, треба да се направат одредени исследувања, да се направат, значи компјутеризирана томографија најчесто се прави на трупот, на главата, на екстремитетите, за да се процени дали тој рак, односно меланом, метастазирал и со резултатите од тие исследувања после се оди на конзилиум, се става конзилиум од лекари, најчесто се пластичен хирург, дерматолог, онколог, рентгенолог, радиолог, патолог секако и се донесува значи заклучок за продолжување на третманот. Понекогаш може да се оди прво на онкологија да се прими терапија, па пациентот да се врати на операција ако има одговор од терапијата, а понекогаш и терапијата значи продолжува и завршува на клиниката за онкологија за жал. Рак на кожа не е само нели некоја мала бемка по која што прави промена, па еве утврдено дека е рак на кожа, меѓутоа пред да почнеме со емисијата, гледавме едни слики со рак на кожа со меланом кои што навистина беа страшни, зафатена значи многу голема површина, дали на лице, дали на кожа. Дали тоа значи дека овие пациенти така функционирале иако ги гледале тие промени колку се сериозни и ненавремено побарале лекарска помош? Да, за жал, тоа што го кажа е вистина. Кај нас секојдневно доаѓаат и пациенти во подмината фаза, значи или на рак на кожа или на меланом, бидејќи тие се два различни ентитети, доаѓаат со големи промени, со метастази, кои што нивниот третман е комплексен и долг и значи целата процедура е многу посложена. Овие луѓе за жал, бидејќи кај нас има некои народни уверувања да не се чепка, да не се пипка таа лезија, за да не пушти корени, за жал многу луѓе убедени дека тоа е точно не се јавуваат на лекар навремено или пак одат кај така наречени надри лекари кои што ги третираат со различни билни препарати кои што понатака прават дополнителна штета, значи го зголемуваат процесот, го разгоруваат процесот и доаѓаат кај нас во една подмината фаза. Значи сакате да кажете дека е навистина сериозно наместо на лекар за одредени промени на кожа да се бара спас во одредени масти, креми кои што дополнително може да ја искомплицираат состојбата. Точно. Значи кај секоја промена која што е сомнителна, тоа се ранички кои што не заздравуваат полого време, кои што се шират, кои што фаќаат круста, ќе заздрават па пак ќе се отворат. Сите тие треба да пациентот да се упати на мантичен лекар, а мантичниот лекар да ги упати на дерматолог за да направи дермоскопски преглед. Значи не да ставаат не да се третираат на своја рака
и да ставаат креми на своја рака, особено не да одат да прават такви третмани кои што се непроверени. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо да постават прашање до нашата денешна гостинка. Доктор Николовска, кога веќе ќе имате нели пациент со дијагноза меланом на кожата, нели рак на кожа, кои се првите чекори? Што е она што прво го правите и каде може да фати нели да пушти метастази ракот? Ќе се обидам накратко и наједноставно да го објаснам тоа. Најчесто од кожно кој ќе ни пратат некоја лезија која што е сомнителна за меланом, сега збориме за меланомските лезии, тоа се пигментни лезии, значи сите типови на бемки пигментни лезии кои што се сомнителни за меланом. Ние го отстрануваме лезијата и праќаме на патологија. Од патологија добиваме извештај кој што е 100% точен, односно сензитивен и специфичен и ни кажува за каков тип се работи и која е длабочината во кожата за фатеност. И врз база на тоа понатака има стадиуми каде што за првиот стадиум, односно за најпочетните стадиуми, третманот се смета за завршен со операцијата, а за втор стадиум и нагоре се прават дополнителни исследувања. Значи прво клинички се прегледуваат лимфните јазли што се во околината на промената, се прави ехо, компјутер и така натака испитувања, правиме исто и тумор маркери, протеин С100 и ЛДХ и пациентот понатака врз база на резултатите се или се третира или се следи. Доколку постојат метастазирани лимфни јазли, пациентот се закажува за уште една оперативна интервенција, а тоа е отстранување на лимфните јазли и таа за жал често пати се прави на нашата клиника. И понатаму со резултатите од патологија пациентот се упатува на клиниката за онкологија каде што каде се може да има метастази од меланомот? Меланомот најчесто дава метастази, значи во околните, значи каде што се дренира во околните лимфни патишта. Тоа на пример, ако имате меланом на ногата, најчесто ќе даде во препоните. Ако имате на раката меланом на горниот екстремитет, ќе даде во подпазувната регија. Од главата и вратот дава најчесто метастази на вратот, а од трупот горната половина дава под мишките, а долната половина во препонската регија. Пред да продолжиме, доктор Николовска, веќе имаме гледачи на линија. Повелете, во програма сте? Повелете, ве слушаме. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Сакам да ја прашам докторката. Повелете. Па некој пред мене има. Не, во програма сте, повелете, намалете го звукот на телевизорот и повелете, ве слушаме. Намалене. Повелете сега со прашањето. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум Минева Анкате, тука сум од Скопје. Добро. Стара сум 84 години. Добро. Ама едно 5 години ми се појавија некои така црни дамки. И децата почнаа да ми викат дека тоа е од старост. Али сега почнаа да ми се прошируваат и по гушата и на образот. Така. Не ме чешкат, не ме апет, што викат старите, нити пак нешто крварат. Само се шират, да. Се прошируваат и така натворешно се. Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Да, сме слушнале нели старечки во староста дамки, меѓутоа дали и тие исто така може да се шират? Тие постојат нели тие старечки дамки што ги викаат народски, тоа се кератози, значи такви промени што се хиперпигментирани кои што настануваат од сонцето, бидејќи пациентката, односно гледачката е во одмината возраст, значи кожата ги памти сите сончеви зраци. Затоа како што старееме се појавуваат тие дамки од сонцето кои што се, значи како резултат на хронична изложеност на сонце, треба да се следат секако кој дерматолог. Тие не се во моментот не се опасни малигни, меѓутоа од нив може да прерасне некоја во рак на кожа. Така да треба да се следат и дерматовенеролозите тие што се поризични ги горат со течен азот. Така. Еве, јас се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Ќе ве молам, дали можете да ми објасните што значи А, Б, Ц, Д, Е системот за испитување?
Така, ви благодарам многу за јавувањето. Еве, докторка. Многу убаво прашање. ABCDE системот за меланом служи за систем за при само преглед. Значи тоа е фактички за сите граѓани наменет за следење на бемките. Значи кога една бемка се следи, значи од страна на, значи ние сите имаме бемки. Меѓутоа, ако некоја бемка расте, ако некоја бемка ја менува формата, ако ја менува бојата, расте над ниво на кожа, тоа се све знаци за можна малигнизација. ABCDE е мнемотехничка формула на англиски јазик, која што е, значи тоа се сите знаци за промени кои што настануваат за од една бемка, која што е бенигна, да се трансформира во меланом. Така да предпоставам по тој редослед ABCD дали се шири како што споменавте. Тоа се значи бордер, асиметри, значи граници, асиметрија да не ги зборувам на англиски бидејќи нели сме во Македонија. Значи сите можни, значи големината ако расте, ако ја менува формата, бојата, ако има нерамни назабени граници, ако имаме раничка горе која што зацелува па се отвара, тоа се знаци за малигнизација. И тоа значи дека доколку сето тоа ние сами нели при самот преглед го увидиме, треба веднаш да се побара. Да, доколку значи било кој увиди дека некоја бемка расте, значи до тогаш била стабилна, расте, ја менува бојата, веднаш треба да се упати на матичен лекар и да биде закажан на дерматолог за дермоскопија. Бидејќи на дермоскопија може значи да утврдат дали се работи за меланом или за да кажам едноставна бемка. Така. Доктор Николовска, колку видови на рак на кожа постојат? Не е само меланомот, иако нели знаеме дека тој е најопасен меѓу овие. Да. Значи тие лезии на кожа се делат нели на пигментни и непигментни. Односно дали имаат содржат пигмент во себе, тоа е меланомот. Меланомот понатака се дели на повеќе типови меланом, кои што мислам дека за гледачите е надворот интересот, да кажам, тоа е повеќе за академски поделби, а ракот на кожа, за жал, сите типови рак изгледаат слично или исто. Тоа е една раничка со бедемасти, нерамни рабови, со нерамна, значи, која што може да има круста или може да е влабната доле, која заздравува, пак се отвара и ние врз база на клиничкиот преглед фактички не може да заклучиме за кој тип на рак се работи. Мора, значи, таа промена се извади, да се прати на патологија и оттаму ни стига нас патолошката класификација на ракот. А најчести се, како што спомна веќе, планоцелуларниот и базоцелуларниот карцином. Планоцелуларниот карцином го сметаме за поопасен, бидејќи тој метастазира во лимфните јазли, а базоцелуларниот карцином не метастазира, односно многу ретко метастазира, меѓутоа тој може многу да расте и да биде инвазивен на местото каде што е. Така да кај нас доаѓале пациенти например со 20 години кои што имаат базоцелуларен карцином, кој што буквално го зафаќа пола лице. Значи и тој ја разјадува околната кожа, коскени структури, меѓутоа не пушта метастази, затоа пациентите, односно го имаат со години. Меѓутоа да го чува, да чека цело пола лице да им зафати, претпоставам дека и тоа не е во ред. Не е во ред, меѓутоа кога ги прашуваме зошто до тогаш не се јавиле на лекар, најчесто кажуваат дека им било страв, понатака дека се третирале на други во други немедицински места и така. Така. Пред да продолжиме, имаме гледачи, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, вас слушаме. Вака сега, јас ми се појавија мене како крупчиња жолти на грбот. И тоа постепено се расшири по грбот, под градите, под стомакот, ама после тоа, како ќе подпорасне малку, има кафејава боја добива. И ме чеша многу. Дали бевте на лекар? Не сум била на лекар, сега ќе одам оваа недела на лекар, зашто бубрегот нешто ме болеше. И ја од бубреги страда. Так. И не може да одам, ќе ме фати некој напад на сред улица. Так. И за тоа не отидов, сакам вас да ве прашам. Так. Целиот грб ми е така прво со жолти, а после потемнуваат. И ме чеша, многу ме чеша, како да имам шугар. Така. Значи, советувам на гледачката веднаш да се упати на клиника за дерматологија за преглед
и за мислење и доколку е потребна биопсија или оперативен третман, односно претпоставам дека за биопсија можат дерматолозите да припратат кај нас, меѓутоа како и да е, треба да се упати на клиника за дерматовенерологија, бидејќи значи има многу голем број на кожни лезии кај пациенти со бубрежни заболувања, така да би требало да се упати навремено, зашто овие, да кажам, болести кожни се лечат и со терапија. Така. Еве, јас се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ала? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Добре дојдовте на докторката и на вас. Докторката е прекрасна, значи, доктор Вистина Николовска. Јас сум оперирана 24-та година, на лицето ме оперираше докторката. И сум презадоволна. Меѓутоа, во меѓувреме, во август месец се оперирав од карцином на зојка. И ланска година не можев да отидам уште еднаш кога ме види докторката на носот и и на челото така. Беше тоа проширено карцином на кожа. И сега бев скоро на кожната клиника, на кожна клиника на горе на клиника, да видат ова да не случајно нешто имам, немаше ништо, меѓутоа јас имам неколку бемки на грбот и сега сакам да ги види докторката дали се за оперирање или не, затоа што мене од хемотерапијата изгледа ми се сушеше кожата. Так. И сега се мачкам со некој млеко ми го даде тамо докторка, не мислам онкологот ми даде млеко. Так. И гел за туширање. И сега што да ми каже докторката дали отидам да одам кај неја, јас презадоволна сум од неја. Така, јас ви благодарам многу за јавањето, еве ова е ваша пациентка доктор Николовска, меѓутоа како што напомена, оперирана рак на кожа, меѓутоа и рак на дојка. Да, колку сето тоа ете, како што кажа гледачката, значи она си оди на контроли на дерматовенерологија, значи за сите пациенти кои што имале, значи кои што се оперирале од рак на кожа или меланом, задолжително е 2 пати во годината да одат на преглед кај дерматовенеролог. Заради тоа што ако еднаш се оперирани од рак на кожа, може нов рак да се јави, бидејќи најчесто раковите на кожа се поврзани со сончевата експозиција. Така да може да се јави нов рак. Така да пациентката убаво, значи, се следи на дерматологија, кај нас контролите се во зависност од наодот, дали за базоцеларен еднаш или 2 пати годишно. Меѓутоа, како што спомна таа, има бемки, односно промени кои што се јавуваат на грбот. Секако дека може со хемотерапијата, ја спомена и самата гледачка, да влијае на... Вака, за жал ние гледаме многу пациенти кои што примаат хемотерапија, имунотерапија, терапија на онкологија. Онколошката терапија не е без последици. Така да најчести последици се појава на нови лезии на кожа кои што се следат и се отстрануваат. Така да тоа е еден несакан ефект кој што пациентите после доаѓаат кај нас, имаат по неколку промени, ние ги отстрануваме, ги праќаме на патологија и си ги следиме. Меѓутоа, сепак, бенефитот од онколошката терапија за карциномот на града е многу поголем него несаканите штетните ефекти кои што понекогаш може да дадат и вакви промени на... Сега праша нашата гледачка кај вас дека сакала бидејќи пропуштила една контрола поради предпоставам други... Пациентката секако може да си закаже или преку матичен или преку дерматолог и нормално да закажеме, меѓутоа по завршувањето на хемотерапијата. Бидејќи кога пациентите примаат хемотерапија, нивната општа состојба, нели, се имунокомпрометирани, така да советуваме стално да се заврши со хемотерапијата, нормално, ако може да почне. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторката и до водителката. Ви благодариме, повелете. Јас се јавувам пациентка со карцином на кожата. 9 пати сум правена операција карцином на кожата. Војна болница бех, пластична хирургија бех, устромица бех, у Радовиш, това Штип сам била 3 пати, 4 пати, преку секоја година ми излева. На главата, на носо, на шијата, на очите, на лицето. Секде ми излевало. И до кога ќе излева тоа? Така. Еве ова ми е некако специфичен. Веќе како што фактички го одговорив прашањето, бидејќи секако гледачката да ја прашавме за дали се изложувала на сонце последните години, значи бидејќи е повозрасна, секако ќе ни каже дека
била изложена на сонце без користење на фотозаштита или механичка заштита, облека, шешир, такви работи. Како што кажав, заради тоа кога ќе се појави ракот на кожа, понатака мора да се следи и да се прават редовни контроли, бидејќи како што кажа самата гледачка, еден, друг, трет, четврт, имаме така наречени колекционери на рак на кожа кои што сакате да кажете дека може, како што рече нашата гледачка, и 9 пати до сега е оперирана од рак на кожа. Јас имам за жал пациенти кои што сум ги оперирала до крајот на нивниот живот, по 95 години и плюс, по 20 пати. Особено планинари, скијачи, луѓе што се бавеле со надворешни, со спортови или со надворешни активности, буквално по 20 пати. Сега, доктор Николовска, еднаш првата операција која ќе се направи, нели, кај карцином на кожа, како можеме да се заштитиме за да не дојде до втор, трет, па еве, како што споменавте, до 20 пат да се стигне, за да мора да се... За жал, користењето на фотопротекција, односно креми со заштита од сонце е обавезна за сите луѓе, не само за оперираните од рак, и за најмладите, и за најстарите, тоа нема исклучок. Заштита од сонце нормално механичка со облека, со шешир, со било каков тип на заштита, и нормално да не се препорача да не се излегува на сонце во најаките, во 12 до 4 часот, кога UV индексот е највисок. А кога веќе еднаш ќе се појави ракот на кожа, тоа обично кај пациентите кои што се повозрасни, за жал не може да се спречи наредното појавување, бидејќи, како што кажав, кожата памти и фактички оштетувањето на кожата е од долгогодишната експозиција. Вие не можете да влијаете на минатото. Они кои ќе почне да се создаваат веќе, тоа е како резултат на долгогодишно оштетување на кожата. Збориме во 10, 20, 30. Може ли да се предвиди каде би се појавил следниот? Еве како што спомена нашата гледачка, и на глава, и на лице, и на рака, и на нога. Предходната гледачка ви кажа дека има многу дамки на кожата. Тоа се соларни кератози кои што некоја од нив може да прерасне во рак. Така да тие се, да кажам, предвесници, односно предходници на кожниот рак, така да тие ако се следат и навремено, ако се отстрануваат, можеме на некој начин да го ублажиме појавата на рак. Меѓутоа имаме пациенти кои што дерматолозите ги следат со години, а дел од тие кератози ги горат со течен азот, а дел ги испраќаат кај нас за отстранување. Така да тој пациент се води, си доаѓа редовно, се отстрануваат дел од промените, другиот дел се горат и едноставно кожниот лекар препишува креми за регенерација и за, ајде да кажам, условно кажано, за успорување на тој процес, и на тој начин ги водиме овие пациенти. Така. Имаме гледачи, повелете, во програма сте? Ало. Да, повелете, ве слушаме. Се јавува особа од Прилеп. Повелете. Сум на возраст од 82 години. Добро. Кај мене утврдена е диагноза, сега јас не можам да го разберам. Напишано е БЦЦ ретроаурикуларис. БЦЦ или СЦЦ? Првите букви како ги кажавте, БЦЦ или СЦЦ? БЦЦ. Б. Тоа е базоцелуларниот. БЦЦ. Да. Добро, да. Продолжете. Овој ми се направи назад на десното уго од позади. Едно задебелување. Мало задебелување, неколку милиметри. Добро. Се обратив на кожни лекар, дерматолог да речам, али приватно. Добро. И се лекуваше овој дел најчесто со Ефодикс, кремче некое. Добро. Се мачкаше тоа и ќе отвореше раничка мала и после ќе затвореше со бетадин, мачкавме. Така, некаде 4-5 години тоа го правевме. Сега кое ви е прашањето? Не се зголемуваше, ќе ви кажам сега, сија скоро испеше. И утврди дека докторка не може да го лекува повеќе, ме упате на максилофаксинална хирургија во Прилеп. Појдов таму
и докторката ме прими и рече дека повеќе ништо да не го мачкаш, само хигиената да одржуваш. И така натаму. Сега која ви е дилемата? Молим? Која ви е дилемата, прашањето до докторката? Прашањето ми е дали на овој начин ќе се обезбеди здравие кај човекот, да речем, или пак ќе дали треба хирушко. Така, еве ни објасни подетално нашиот гледач. Во овој случај, значи, докторот од максилофацијална хирургија советувал да не се става ништо, предпоставам бидејќи раната може да била, односно таа промена може да била, да кажеме, иритирана за да се смири, за да има поголем увид кој ќе се прави дермоскопија за каков тип на промена, односно дали се јавува ракот повторно. Така да советувам до гледачот да направи повторно дермоскопија. Дали во Прилеп, дали во Скопје, дермоскопија, и доколку се работи пак за базоцеларен карцином, најдобро таа лезија да се отстрани. Хирушки да се отстрани, да, и да се следи. Еве, јас се надевам дека нашиот гледач го слушна одговорот. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Ало? Повелете, ве слушаме. Ало? Да, повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Си е Воино од Росуман. Повелете. Имаме на главата масно ткиво. Добро. И укавадата и кајната ми е горена со тоа азот. Добро. И нема помин. И бев ки докторка Николова и она ми кажа дека преголема тежина имаш. До 100 кила бил столот, меѓутоа јас имам над 120 кила, 130 негде тука сум. И тоа барам прашање дали може друг пат да дојдам на некој друг начин да се отстране масното ткиво. Предпоставам дека гледачот збори за масно ткиво за липом. Ја го слушнав на глава, меѓутоа што е поврзана тежината со тоа? Масното ткиво, значи масните ткива, односно липом. Липомот е подкожен тумор, значи кој што е бениген и кој што доколку збориме за масно ткиво, како што кажа пациентот, меѓутоа има голема забуна во терминологијата, па ќе подобјасна малку и на таа тема. Кај пациенти со голема телесна тежина, со висок body mass index, се препорачува прво тежината да се намали телесна, значи бидејќи кај тие пациенти ризикот од интервенција, значи ризикот од компликација на рана е многу висок. Така да кај бенигните лези секогаш препорачуваме да намали со телесната тежина, а предпоставувам за прашањето околу тежината, најчесто лимитот ни е за компјутеризирана томографија и за магнетна резонанца, бидејќи тие машини имаат лимит колку кила може да поднесе машината. Исто така и оперативниот стол, значи сите имаат одреден лимит. Тоа не значи дека пациентите со голема телесна тежина не треба да се оперираат или не треба да се снимаат, меѓутоа постојат посебни апарати, посебни машини и специјални оперативни столови за нив. Значи тоа е посебна постапка, меѓутоа пак ќе кажам, на пациентите со бенигни заболувања секогаш се препорачува прво да намалат телесната тежина пред да се пристапи. Доктор Николовска, дали се случува да ви дојдат пациенти затоа што можеби отишле на ласерско отстранување на израз ток на бемка без да добијат претходно, да кажеме, условно дозвол, односно да бидат таму патени од страна на соодветен лекар? За жал сме имали такви случаи. Конкретно, значи, сме имале случаи каде што пациент дојде кај нас со метастази во левата препонска регија, со изгорени пигментни лези, бемки на надколеницата. Така да ние немавме патолошка потврда дека има меланом, пациентот дојде со метастази. Така да сите пигментни лези, значи што имаат боја, тоа се народно кажано сите бемки, треба да се отстранат хирушки и да се пратат на патохистолошко
испитување. Тоа е стандардот. Така, бидејќи сме на самиот крај на емисијата, времето брзо ни поминува. Еве еден апел, еден совет од вас, имајќи во предвид дека зборевме што значи колку е сериозно кога доцна ќе се побара нели лекарска помош, меѓутоа и колку има бенефит доколку навреме се открие ракот на кожа. Па апел до гледачите е прво, значи во превенцијата, значи да нели тоа сме го кажале многу пати, меѓутоа пак треба да се повтори, заштита од сонце, заштита од сонце, заштита од сонце, а понатаму било која лезија што имаат на кожата. Да се упатат на лекар, на дерматолог, да се прегледа и соодветно да се упати доколку е за операција. Да не се упатуваат на други типови лечење, да кажам. И секако да не се плашат, бидејќи тоа народското кажување дека ако не се отстранат корењата може да метастазира, воопшто не е точно. Во денешно време се отстранува ракот, се гледа микроскопски, значи на ниво на клетка, дали е отстранат во здраво, дали тие корења се извадени и точно имаме диагноза која што е 100% точна. Така да тие народни верувања веќе да не ги употребуваат тие народни верувања. Така. И нормално навремено да се лечат доколку имаат диагноза и редовно додат на контроли. Да, и редовно да се оди на контроли кај дерматолог, бидејќи секако таму се гледаат тие промени. Доктор Николовска, времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка, што им успеавме барем колку толку да им доловиме на нашите гледачи колку и навистина може да биде сериозен ракот на кожа, доколку нели не ја почитуваме или не ја правиме онаа превенција уште на млади години, затоа што како што кажавте кожата памти, па во стари години можеби ќе ни биде чудно зашто ни се појавиле лези или сме добиле рак на кожа, меѓутоа знам дека овие совети секако се добре дојдени до нашите гледачи. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Ви благодарам и на вас, и клиниката за пластична и реконструктивна хирургија стои на располагање за сите пациенти во секое време. Така. Ви благодарам, доктор Николовска. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.